Ова се попладневните вести на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Обвинителството оформи предмет за проверка на постапувањето на социјалните работници во случајот каде по континуираното семејно насилство Ивана Јовановска и незината ќерка ги загубија животите при пад од тераса. Ке се прибираат докази дали со неправилностите при работењето кои беа констатирани при инспекцијскиот надзор на Министерството за социјална политика, некои вработени во ЦСР Скопје сториле кривично дело. Инаку предвадена од Министерството за социјална политика за Слободен печат известија дека Центарот за социјални работи Скопје неправилно постапувал во постапките за развод и за семејно насилство кои се воделе за сега починатата Ивана. Танкица, Росица, Ивана. Ова се само 3 од огромниот број жртви жени на машката токсичност, психолошко и физичко малтретирање и контролирачко однесување одобрено од полицијата и Центарот за социјални работи, но и по нивната смрт, наместо институционална одговорност и барање виновници во насилниците како и детекција која им дозволи да бидат недопирливи, речиси по правило се случува нешто друго. Самите жени жртви повторно и повторно се убивани со јавни обвинувања и фокус на тоа зошто останале во врската, зошто не избегале, а се промовираат и опасни решенија дека биле должни самите да им пресудат на нивните джелати и така да се спасат. Ниту психолозите, ниту родовите активисти во Македонија со кои зборуваше Слободен печат не се согласуваат со ваквата пракса. Велат таа мора да се погребе и да се замени со фокус на тие што ги малтретираат жените. Скопјанец е уапсен откако пукал со пиштол дома. Им се заканувал на сопругата и на трите ќерки и физички нападнал една од нив, соопшти Министерството за внатрешни работи. На 6 март 2026 година, 40 минути после полнок на подрачјето на Кисела вода, полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода 55 годишниот БС од Скопје, поради сомнение дека со пиштол пукал кон неговата 48 годишна сопруга. Се заканувал на нивните три ќерки на возраст од 26, 24 и 18 години и физички ја нападнал 24 годишната ќерка, соопшти МВР. БС е задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Министерот за здравство Азир Алију најави дека здравствениот систем во Македонија ќе премине на целосно електронско водење на медицинската документација. Според предложените измени на Законот за евиденциите од областа на здравството, упатите, рецептите, извештаите и регистрите ќе се чуваат дигитално, додека пак хартиената документација ќе се користи само исклучително, например, при евентуален прекин на системот. Со измените се воведува и електронско здравствено досие за секој пациент, кое ќе ги обедини сите здравствени информации од прегледи и резултати до упати, рецепти и телемедицински услуги. Граѓаните кои се обидоа да наточат гориво вчера по 22 часот беа непријатно затекнати. На влезот на бензиските имаше лента и тие не точаа гориво. Пред бензиските се собираа нервозни граѓани кои бараа одговор зошто се случува тоа. На вработените само одговараа дека така им било наложено. Цените на суровата нафта на берзите постојано се зголемуваат по тензиите на Блискиот Исток. Регулаторна комисија за енергетика последна измена на цените на нафтените деривати направи на 2 март, кога и соопшти дека одлуки за менување на цени може да има и секојдневно, зависно од цените на нафтените деривати. Израелските вооружени сили денес објавија дека го бомбардирале и уништиле подземниот бункер на починатиот Али Хамнеј во срцето на Техеран, кој, како што известуваат, се уште го користат високоирански функционери. Според израелските одбранбени сили, околу 50 борбени авиони на израелските воздухопловни сили фрлиле речиси 100 бомби на местото. Засолништето се наоѓало под комплексот на лидерите на Иран, распослано под земја на повеќе улици и има
имало повеќе влезни точки и простории за собири на високи членови на иранскиот терористички режим. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аргачи денес изјави дека Исламската република Иран, потпирајќи се на своите одбранбени капацитети и со поддршка на својот народ, го брани суверенитетот и територијалниот интегритет на земјата во рамките на нејзиното вродено право на легитимна самоодбрана. Тој рече дека Техеран ќе одговори решително на секој чин на агресија. Во комуникација со кубанскиот колега Бруно Родригес Парилја, Аргачи изјави дека злосторствата извршени од САД и ционистичкиот ентитет против иранскиот народ во последните денови, вклучувајќи го и кукавичкото убиство на врховниот водач на револуцијата и убиството на голем број ирански граѓани, вклучувајќи повеќе од 175 ученици во основно училиште во Минаб, како и нападите врз болници, џаме и дипломатска полиција и центри за граѓански услуги, представуваат флагрантно кршење на повелбата на Обединетите нации и основните принципи на меѓународното право. Од своја страна, кубанскиот министер за надворешни работи остро ги осуди нападите на САД и Израел врз Иран, нагласувајќи ја потребата од почитување на националниот суверенитет на државите и почитување на принципите на повелбата на Обединетите нации и меѓународното право. Кремљ соопшти дека војната во Иран ја зголемила побарувачката за руски енергетски производи, еден ден откако Министерството за финансии на САД издаде 30-дневно ослободување, со кое и се дозволува на Индија да купува руска нафта која моментално е блокирана на море, пренесува Reuters. Конфликтот речиси целосно го затвори Ормудскиот теснец, клучен превозен пат, прекинувајќи ги земјите ширум светот од 1/5 од глобалните испораки на нафта и течен природен газ. Британското Министерство за надворешни работи предупреди дека не може да се исклучи можноста за терористички напад на Кипар, откако ги ажурираше официјалните препораки за патување кон островот, пренесуваат британските медиуми. Во новите насоки се наведува дека постои глобално зголемена закана од тероризам, која може да ги погоди британските интереси и британските државјани во странство. За сега нема информации за конкретна закана или планиран напад, но ажурирањето на препораките доаѓа во време на зголемени безбедносни тензии во поширокиот регион. Киев и Москва денес разменија 300 воени заробеници од секоја страна, со што бројот на заробеници разменети од секоја страна од вчера четврток се искачи на 500, како дел од договорот постигнат на неодамнешните преговори во Женева, објави руската војска, пренесува ТАСС. Размената на затвореници и тела е единствениот опиплив резултат од рундите директни разговори меѓу Киев и Москва, што се организираат од 2025 година под притисок од Вашингтон. Нова трилатерална средба се очекуваше оваа недела, но беше одложена поради војната на Блискиот Исток. Ова беше се во денешното издание на Попладневните вести. Ви посакувам да имате убав викенд. Од понеделник се гледаме повторно. Пријатно.